Здраво, ова е 170-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Sun Children на Маџид Маџиди, во кој станува збор за 12-годишниот Али, глумен од Рухола Замани, и неговите тројца пријатели кои заедно соработуваат за да може да ги издржат и прехранат нивните фамилии. За да заработат брзи пари, работат во гаража и изведуваат ситен криминал. Во скоп на околности налетуваат на погрешен човек, мафијаш кој ќе го ангажира Али да се обиде да го ископа скриеното богатство кое се наоѓа во подземјето на училиштето. Мафијаши знаеме поради која причина одгледуваат гулаби. За да има пристап до богатството, Али мора да се запише во училиштето на Сонцето, кое што е наменето за едуцирање на децата од улица и децата работници. Пронаоѓањето на богатството ќе ги резолвира проблемите на неговите копачи, но доаѓањето до него е пирово. Во меѓувреме Али се обидува да заработи за да ја извади својата мајка од ментална институција. Режисерот Маџид Маџиди е еден од постаментите на иранската филмска школа и нејзиниот втор бран во друштво на великаните како Абас Киаростами, Ашгар Фархади, Мохсен Самира и Мерзие Макмалбаф, Јафар Панахи, Маријане Сатрапи, Дериуш Меджуи, Темине Милани, Баман Гобади, Бахрам Пейзаи и многу други представници на иранскиот нов бран, кои го дефинираат концептот на иранската кинематографија, портретирајќи реализам, односно натурализам. Неретко се деца протагонисти во нивните филмови од руралните маргинализирани средини на општеството, работени со самосвест и алегоричен пристап. Новиот филм на Маџиди ги содржи сите наведени карактеристики. Најочигледната проблематика до која допира животот во бедата, секако дека експлоатацијата на децата и нивната намена како работна сила, кои се склони да изведуваат ситен криминал за да можат да преживеат тие и нивната невработена фамилија. Во испрашувањето на децата дознаваме дека нивните татковци се одсутни од семејствата и немаат на кого да се угледаат. Неретко таа функција ја зазема заменик директорот на училиштето Рафи, кој се обидува да ги разбере тешкотиите со кои мораат да се справат децата и неретко застанува во нивна одбрана, затоа што и тој е продукт на средината од која што доаѓаат и многу добро знае што значи да се порасне во беда, па затоа има разбирање за нив и сочувствува кога ќе биде повредена и посрамотена сестрата на едно од другарчињата на Али, во која тој е заљубен, задавајќи му удар на тој што кренал рака врз неа. Истакната е правичноста, која што ја поседува, но во гнило општество не може да дојде до израз. На училиштето му се заканува затворање, па се обидуваат на секој можен начин да го привлечат вниманието на јавноста и придобијат инвеститори за да не мораат да го затворат училиштето и децата кои се обидуваат да ги спасат од улица, да ги вратат на неа повторно. Секој од нив има надежи и копнежи, а скриеното богатство во подножието на училиштето е билет за излез од бедата. Еден од пријателите на Али е надарен за фудбал и излезот ќе го согледа во професионалното играње фудбал, начнувајќи го напукнатото пријателство поради шефувачкиот, диригирачки и навредлив однос кој го има Али со неговите пријатели, наместо одмерено да раководи со делегирањето на должностите. Како подтекст на самиот филм е социополитичката конотација во која се поставени бегалците од Авганистан, кои живеат во округот кај што преноќува и Али, кои во дадена ситуација ќе бидат депортирани во родната држава, што ќе создаде нанис на прекрасни самотни кадри во кои преплавениот кварт ќе остане опустошен и Али остане во неговото средиште сам. Контрапунктот кој го воспоставува кинематограферот Хуман Беманеш е ефективен, затоа што до тогаш се навикнуваме Али едва и да го забележиме во масовните сцени, проголтан од своите врсници, кои ги преплавуваат кадрите, но кога ќе осамне, може камерата да се доближи до неговото лице, за да ја забележиме тагата која се исцртува на неговиот нескршлив нагон. Наспроти нив, клаустрофобично делуваат кадрите во ископините. Авантуристичките тропи, кои го вклучуваат копањето на скриеното богатство, одлично се инкорпорираат во делото, изгледајќи живото загрозувачки, не баре Али се обидува да избега од затвор, доближувајќи се и на концептите и на филмовите за грабеж,
што дава нова визуелна димензија на надземната мизерија, вешто монтирана од Хасан Дуст, кој не му дозволува на гледачот да го загуби вниманието во време траењето на делото. Епилогот е соодветно отелотворување на криминалот кој владее над земја и под неа и на моќен начин го финишира делото во безизлезот од агонијата во која се засадени ликовите. Нема бегство од детерминизмот. На иранскиот филмски натурализам секогаш сум гледал како на свој виден одговор на италијанскиот неореализам, кој можеби нема чинители на магичен реализам во себе, но затоа има поетичност во својата реализација, фетишизација на мизеријата со тоа што во ова дело се употребуваат деца натуршчици од улиците на Техеран, кои најубедително ќе ја доловат бедата во која се израснати. Во овој филм Али во секој кадар се наоѓа на работна емоционална експлозија, затоа што не знаеме дали се подготвува да се тепа или да бега, знаеме само дека ерупцијата е еминентна и неизбежна. Капернаум е првиот филм кој ми падна на памет надвор од иранската традиција, кој е реминесцентен на бедата во која се обидуваат децата да преживеат, а американизираната верзија на филмот можеме да ја паралелизираме со The Florida Project, иако таму децата не се впрегнати да ги спасуваат родителите со нивната експлоатација, близок е и до криминалистичките латиноамерикански лос Olvidados и City of God, азискиот пандан на безнадежните ликови на Чарлс Дикенс. Режисерот Маџид Маџити, иако својата кариера ја започна во 80-тите години на минатиот век со Худај и The Examination Day, вниманието на светската јавност го привлече со Бадук од 1992 година, филм предводен од уште едно младо момче кое мора да изведува криминогени чинови за да преживее, надополнет од The Father од 1996 година, во кој 14 годишно момче мора да се соочи со промените во фамилијата по неговото заминување по работа, а фестивалското присуство го загарантира со Children of Heaven од 1997 година, добивајќи ги симпатиите на публиката за авантурите на момчето кое се обидува да ги врати загубените чевли на неговата сестрече, станувајќи првиот ирански филм кој ќе биде номиниран за Оскар, по кој следуваше The Color of Paradise од 1999 година за таткото кој требаше да се справи со слепилото на неговиот син, додека не го сними Баран од 2001 година, во кој се раѓа невообичаена љубов на градилиште помеѓу момче од Иран и девојка од Турција, која што се преправа дека е машко. Во 2000-тите го снима документарецот за афганистанските бегалци Barefoot to Herat од 2003 година, како и документарецот Најва Ашораи од 2008 година, а во меѓувреме го сними филмот на слепиот професор во The Willow 3 од 2005 година и враќајќи се на руралните фамилии во Иран со The Song of Sparrows од 2008 година, кој сведочат за дополнителен телесен хендикеп кој се јавува во средината во која бројани се залаците за семејствата. Во изминатата деценија сними само два долги филмови, играниот Beyond the Clouds од 2017 година за братот кој завршува за дрешетки, а неговата сестра ќе мора да го спаси од очајувањето, и епскиот Мухамед The Messenger of God од 2015 година за настаните во Мека во 7 век. Како што можете да заклучите, уште од своите почетоци се занимава со екранизирање на млади ликови кои пливаат во прашина и се обидуваат да преживеат со оковот на сиромаштијата. Музиката на Рамин Куша се најде од корист во транзиционите сцени во кои Али се обидува да пробие под слоевите на земја и во самиот епилог да ја акцентира емоционалната тегоба која преку нотите наоѓа излез да комуницира со гледачот. Проблемот кој што го имаат иранските филмови е најчестата дефицитарна визуелна естетика која се компензира со срцепарателната животна сага, која секако дека ќе ги изманипулира емоциите на гледачите, ќе иницира емпатија, но овие фамилиарни филмови се движат по работ на сапуницата, кои ги злоупотребуваат симпатиите на широкиот аудиториум, а не нудат за возврат надоградување на удобните начела кои веќе стануваат се присутни во секој ирански филм. Потребна е поголема дистинкција помеѓу нив и инволвирање на авантуристичките тропи на Меджити му даваат уникатна нишка на предност во однос на другите дела, кои стануваат заборавли факсимил еден на друг, кои ги допира идентичните нерви, како и останатите филмови. Маџиди изгора на тоа одбива да го комплицира действието и се држи до неговата кристализирана и симплифицирана форма.
Филмот најпрвен играше на домашниот Fire фестивал, а потоа играше на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што Рухола Замани се закити со наградата за најдобар млад актер. Потоа играше на фестивалите во Бусан, Лиц, Стокхолм, Black Nights и многу други, станувајќи представник на Иран во категоријата за интернационален Оскар, завршувајќи на кратката листа и не би бил зачуден доколку се најде и во финалните 5. Филм за деца од маргините на општеството, кои, како што знаат и умеат, се обидуваат да ја надживеат бедата во која се родени, со смогнување на ситни и во дадени ситуации крупни криминали. Со оглед на тоа што маџити 50 години портретира вакви ликови, јасна е индикацијата дека посочените проблеми на експлоатацијата на нечие детство не се решиле половина век, нема да се решат ни во наредните половина век. На гледачот му преостанува само да сочувствува со децата, кои излезот го гледаат во нескршливата волја за преживување и недофатливата надеж, дел од 152 милиони деца осудени на мизерија. Ако морам да го евалуирам, тогаш Sun Children од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 170-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!